рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. Во земјава денеска гласа болните и изнемуштени лица во сите домови, раселените лица и диаспората. Во Штип гласа 138 болни и изнемуштени лица, бројка која за 5 пати е помала во споредба со претходните избори. Ајде, 71-годишниот Драги Николов, како инвалидизирано лице, денеска своето право на глас го оствари во својот дом во штипската населба Кадидаре. Николов, кој не може да се движи со едната нога и има проблеми со слухот, за прв пат гласа еден ден пред изборите. На медиумите им дозволи да влезат во неговиот дом, бидејќи како што вели, гласањето е свечен чин. Ова е добро. Во ја имам го од жената, викам ти. 16 години он беше судар. Он гласаше дома. Добро е ова, се е добро. Што очекувате после понеделник? Па, кој е подобар на победе? Народот кој сака. Вкупно гласачи има 969, а има 5 болни изнемоштени лица, што своето право го изведува дома, во домашни услови. Како тече избирачкиот процес? Сега за сега е се во најдобар ред. Во Македонија денеска на предвремените парламентарни избори гласаат околу 6000 болни и изнемоштени лица, а во Штип гласаа 138 инвалидизирани болни и изнемоштени лица. 80 избирачки одбори во општина Штип од рано утринава го преземаат доверливиот и недоверлив материјал, кој што во придружба на полицијата се носи на гласачките места. Трилјади 416 избирачки одбори во земјава денеска ги подготвуваа гласачките места за утрешното гласање, а полицијата ги обезбедува местата. Во Штип, кој е центарот на третата изборна единица, овој процес се одвиваше без проблеми. На Штип има некаде околу 38.019 гласачи по избирачки список, а 3606 од посебниот избирачки список кои гласаат во странство. Инаку, до сега е секако што треба и самите избирачки одбори ги земаат своите материјали, паравани, ги земаат гласачките списоци, печатите и се упатуваат на своето место, каде што го спремаат за утрешниот ден за да се отвори во 7:00. Избирачките места утре ќе бидат отворени до 19 часот, пошто избирачките одбори откако ќе ги пребројат гласачките ливчиња, материјалот го доставуваат до општинските изборни комисии. Во затвор Штип денеска гласа осудените лица од вкупно 42 општини. Гласањето почна без проблеми, а се одвиваа во мирна и демократска атмосфера. Во Штип денеска се гласаше и во казнено-поправната установа затвор. Избирачкото место за лицата кои издржуваат казната затвор беше отворено во 7 часот. Преседателот на избирачкиот одбор на местото во затвор Штип, Борис Карлански, вели дека изборниот процес се одвива без никакви проблеми. Гласачкото место беше отворено во 6 часот, просторите беа средени и гласањето започна во 7 часот. Имавме гласачи од 42 општини и до 11 часот гласа 51 гласач од вкупно 233 на гласачките списоци. Гласањето протече во добра фер атмосфера, немаше никакви проблеми. Карлански вели дека на осудените лица им било дозволено да гласаат со валидни лични карти и пасоши, а од оваа година со дозвола од Државната изборна комисија и со домските легитимации. Немавме никакви проблеми, имавме само некаде двајца гласачи со важечка лична карта, а ги немаше во гласачкиот список. Само тие две забелешки ги имавме и ги ставивме во дневникот, а потоа и во записникот за гласање. Преседателот на избирачкиот одбор вели дека мирно се спроведуваат изборите во затворот во Штип. Изборите завршуваат во 19 часот, кога и ќе биде затворено гласачкото место, пошто гласачките ливчиња ќе бидат испратени во општините на кои им се адресите на живење на осудените лица.
Утре 11 декември, кога ќе се спроведат парламентарните предвремени избори, во третата изборна единица со право на глас се 282.727 граѓани. Гласачките места се подготвени за утре 11 декември, кога ќе се спроведат предвремените парламентарни избори 2016 година. Третата изборна единица, каде што си општините од Брегалничкиот регион, е најголема по територија, но најмала по број на гласачи во споредба со останатите 5 изборни единици. Во 22 општини во оваа изборна единица со право на глас се 282.727 избирачи. Во Штип право на глас имаат 38.019 гласачи. На посебниот избирачки список, односно лица кои имаат право да гласаат во странство од Штип, се вкупно 3.606 гласачи. Во општина Кочани право на глас имаат вкупно 32.933 граѓани, од кои 4.782 се на специјалниот список за граѓани кои ќе гласаат во странство. Инаку гласање во општина Кочани ќе се спроведе на вкупно 61 избирачко место, односно за 2 помалку од претходно, а ова е согласно изборниот законник кој предвидува за едно избирачко место најмалку 10 запишани граѓани со право на глас. Во општина Кочани за престојните избори има и промена на гласачките места. Ги има вкупно 7 како е извршено промена на објектот за гласање. Во општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево нема промени во однос на бројот на избирачките места во кои ќе се спроведе гласањето. Во Зрновци ќе се гласа на 4 избирачки места, а во Чешиново-Облешево на 13 избирачки места. 17.071 е бројката на запишани лица со право на глас во општина Виница. Од запишаниот број 7.385 се во селата, а 9.686 се во градот. Во Малешевско-Пијанечкиот регион статистиката за бројот на гласачи е следнава. Во Берово ќе гласаат 11.194 гласачи, 150 помалку од претходните избори и ќе се гласа на 16 избирачки места. Во Македонска Каменица има 6.777 гласачи, кои гласаат на 17 избирачки места. Во Делчево 15.049 гласачи на 36 избирачки места. Во Пехчево 4.311 гласачи и те гласаат на 9 избирачки места. Гласачките места утре ќе бидат отворени во 7 часот. Од Државната изборна комисија предупредуваат дека нема да се важат триаголници, иксови или штеклирање како начин за изразување на волјата на гласачите, туку само кругчиња. За прв пат правото на глас ти се утврдува освен со важечките лични документи и со фотографија која е на избирачкиот список. Во земјава утре ќе бидат отворени и канцелариите на Народниот правобранител и на замениците на Народниот правобранител. Граѓаните може да пријавуваат неправилности при гласањето во канцелариите или на бесплатниот телефонски број. Во пресрет на парламентарните избори, Народниот правобранител од регионалната канцеларија денес уште еднаш потсети за важноста на избирачкото право, како и начинот на остварување и заштита на ова право. Веќе е отворена бесплатна телефонска линија на која граѓаните ќе може да пријават нерегуларности. Народниот правобранител како институција, како и сите досегашни избори, ги следи секогаш и постојано и во случај на повреда на избирачкото право кај граѓаните реагира. Од 21 ноември во Народниот правобранител е отворена бесплатна телефонска линија и бесплатниот телефонски број на кој што можат граѓаните да се јават и да пријават нерегуларности во предизборниот период е 0800 54321. Во недела канцеларијата на Народниот правобранител ќе биде отворена цел ден, односно се додека ќе бидат отворени и гласачките места. А на самиот ден на изборите, на 11 декември, канцеларијата на Народен правобранител ќе биде отворена од 7 до 19 часот, во текот на целото време трајање на гласањето, се со цел и во тој ден да биде достапна канцеларијата за граѓаните да пријават
нерегуларности. Народниот првобранител упати апел, но и ги потсети медиумите дека имаат клучна улога во заштита на избирачкото право и од особена важност начинот на информирање. На денот на изборите потребно објективно и збалансирано информирање, како и придржување кон етичкиот кодекс. Изборите во недела ќе ги следат 7585 домашни и 667 странски наблюдувачи. Акредитирани се и 75 странски новинари. Според податоците на Државната изборна комисија, за изборите се акредитирани и 354 преведувачи. Најмногу домашни наблюдувачи имаат акредитирано граѓанската асоциација МОСТ, 3435, Издруженијето за хуманитарни активности Синергија Штип, 3387 наблюдувачи, Цивил Центар за слобода 308, а акредитирани се и други домашни наблюдувачи. Меѓу странските, мисијата за наблюдување на избори ОПСЕ акредитираше 281 наблюдувач, мисијата на ОПСЕ во Скопје 65, амбасадата на САД 51 наблюдувач и парламентарното собрание на ОПСЕ 27. Новини во автотакси превозот. До крајот на 2017 година сите такси компании ќе добијат повикувачки петоцифрени телефонски броеви. Ова е начин на приближување кон европските стандарди за квалитетна услуга во такси превозот, сметаат од Сдруженијето на таксисти во Штип. Само едно ново такси во Штип доби петоцифрен повикувачки број. Останатите ќе треба 4-цифрените телефонски броеви да ги заменат со петоцифрени, а штипските таксисти по одлука на Агенцијата за електронски комуникации ќе го добијат бројот 13. Сите нови такси компании што ќе бидат отворени ќе добиваат петоцифрени броеви. Овие останатите што веќе постојат, значи ќе имаат рок една година да се приспособат на новиот закон за скратени броеви. Скопје завршено, Битола кој каде има почнато? Па Скопје, Битола, Охрид веќе работат паралелно со двата броја. Тука веќе имаме една компанија нова, значи со нов петоцифрен број. Ние ќе почнеме сега после нова година. Од Сдруженијето на таксисти очекуваат дека нема да има проблеми со промената на броевите за повикување на такси. Оттаму велат дека во прво време во функција ќе бидат и старите броеви кои почнуваат со 15. До крајот на 2017, значи во текот на наредната година сите броеви ќе бидат променети и соодветно сите граѓани ќе бидат известени паралелно. Значи едно време ќе се работи со двата броја паралелно, додека се стане навик. Во Штип има регистрирано 34 такси компании со околу 250 такси возила во сообраќај, колку што е одреден лимитот на такси возила за потребите на градот. Ова е чекор напред во приближувањето кон европските стандарди за подобрување на услугите во такси превозот, кои со самото ребрендирање ќе го добијат компаниите, велат од Штипското здружение на таксисти. Педесетина случаи на заболени од варичела во ноември и декември се регистрирани во Штипскиот центар за јавно здравје. Се препорачува заболените да се изолираат во домашни услови. За разлика од Штип, каде што за неполни 2 месеци се регистрирани 50 случаи, во Кочани и Виница засега нема ниту еден. Започна сезоната на варичела или меѓународот позната како овча сипаница. Во ноември и декември заклучно со денес се регистрирани околу 50 на случаи. Варичелата е најчесто присутна кај децата од предшколска и школска возраст. Се препорачува заболените да се изолираат во домашни услови. Кај посериозните случаи да се земе и соодветната терапија по препорака од лекар. Потребно е децата кои што се заболени да не одат на училиште или во градинка, него да бидат дома, да мируваат и да се лекуваат. Значи потребно се иде на лекар, се добива некои лекови. Хигиената е многу важна. Проветрување на просторијата каде детето ќе биде сместено, во училиштата редовно да се проветруваат просториите како не би се ширило повеќе меѓу децата. Мислењето дека децата додека се со сипаници не треба да се тушираат е сосема погрешно и може да доведе до компликации. Варичелата спаѓа во најинфективните заболувања и се пренесува преку непосреден контакт, кашлање, кивање, па дури и преку зборување.
Досегашниот број на заболени е вообичаен за есенско-зимскиот период, појаснува Грков. Простор за паника нема, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. Епидемија се прогласува во една ситуација кога имаме енормен број заболени за кратко време, многу повеќе од претходните неколку години. Значи, таа година, во тој период, да имаме отскокнување на бројот на заболени, тоа се вели сега е епидемија. За разлика од Штип, каде што за неполни 2 месеци се регистрирани 50 на случаи, во Кочани и Виница засега нема ниту еден. Пред 2 години, поради брзиот интензитет на ширење на варичелата, во Виница беше прогласено епидемија. Тоа беше се што ви подготвивме во саботните вести на Ирис телевизија. За повеќе информации на Ирис МК. Пријатна вечер.